Компанијата Роза Канина од Ресен е вистински пример за циркуларна економија и фирма која што се грижи за заштита на животната средина уште од нејзиното формирање во 2003 година. Семејството Петковски произведуваат органски чаеви и хербални производи, каде што се е рефус, нема кесички или пластични амбалажи. Чаевите од самиот почеток ги паковаме во хартиена и картонска амбалажа, значи не работиме со пластика. Останатиот дел од производите ни се во стакло, кој може дополнително да се реупотреби во домаќинството или да се рециклира. Отпад создаваме многу малку на годишно ниво и претежно е органски, значи се што земаме од природата го враќаме пак на природата во вид на ѓубриво. Дополнително имаме вложено и во 2 мали соларни централи. Произведуваме малку повеќе електрична енергија од што трошиме, така да се стремиме кон јаглеродно неутрална иднина. На темата одржливо управување со отпадот и одговорности за јавната чистота се зборуваше и на средбата која што ги обедини представниците на општина Ресен со бизнис заедницата, јавните предпријатија и граѓанските организации за тоа како да се подобри управувањето со отпадот во Преспа. Еко Герила Преспа ја организираше средбата во кампањата Преспа разбуди се за чиста средина со поддршка на програмата ЕУ за Преспа. Од јавното предпријатие Македонија Пат кажаа дека јавната чистота е обврска на институциите, но и на фирмите и граѓаните. Оттаму посочуваат дека регулативата треба доследно да се спроведува, но и да се зголеми информираноста за тоа кој има одговорности за одржувањето на јавниот простор. Ние како јавно предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта и покрај тоа што не се наша надлежност чистотата на тие патишта, немаме надлежност, ние максимално се трудиме да патиштата, како што знаеме, тие се изглед на една држава. Имавме една огромна акција каде што на ниво на Републиката повеќе од 2000 тони отпад го собравме, иако не беше наша надлежност. Според директорот на комуналното предпријатие Пролетер, Марчел Русу, општината почнала да го собира отпадот во населените места каде што никогаш претходно не се собирало. Тој најави дека во 2026 ќе се воведе примерна селекција на отпадот и дека бизнис секторот и граѓаните треба активно да се вклучат. Примерна селекција на пластика и хартија на начин кој што на секое домаќинство во градот Ресен ќе му се додели по една жолта канта, бесплатно и нели со посебно возило и со посебен третман ќе се собира и ќе се постапува како што треба да се постапува со тој отпад. Планираме преку ЕУ за Преспа нели селекција на градежен шут. Ќе продолжиме со собирање на кабастиот отпад. Целта на селекцијата е во иднина општина Ресен да создава и носи што помалку отпад во регионалниот центар за управување со отпад во Новаци. А колку помалку отпад се одлага таму, толку и помали ќе бидат сметките за граѓаните. За 2026 година годишната програма за животна средина, за заштита на животна средина и природа во вкупни средства, вкупен износ на средства од износот е некаде околу 112 милиони денари, од кој некаде околу во проценти 96-97% веќе се обезбедени средства за 2026 година, кај што на вистина еден голем дел ќе се оди на реализација на одредени инфраструктурни проекти, дали тоа е водоснабдување, односно реализација на одредени проекти од аспект на канализациони мрежи, пречистилни станици и така натаму. Една од големите компоненти исто така отчувството на нашата општина, односно како локална самоуправа во рамките на Пелагонски плански регион, заедно со Југозападниот регион, од аспект на спроведување на планот за управување, односно регионалниот план за управување со отпад. Учесниците на средбата се согласија дека соработката помеѓу општината и бизнис заедницата треба да продолжи, за да се поттикнат одговорностите на бизнисот кон управувањето со отпадот. На ова брифинг дискусија се донесоа следните заклучоци, дека бизнис заедницата треба поодговорно да се однесува со управувањето со својот отпад
и институциите се спремни да ги поддржат таквите иницијативи од бизнис заедницата и да поможат во реализација на други мерки, механизми и одредени активности со кои што би се приклучиле за да конечно од Преспа направиме една добра приказна. Одржливото управување со отпадот ќе биде во фокусот на овие средби помеѓу општина Ресен и бизнис заедницата од Преспа и во текот на цела 2026.